Здраво друштво! Еве еден друг тип на термостат, цевасти или со шипка, во која куќиште се содржани, за разлика од претходното видео, и регулациониот термостат. Ова е L регулациониот, а горниот N е другиот термостат, односно термичкиот прекидач, кој е некаде на околу 105 степени. Овој би требало да биде поедноставен за врска. Еве многу убаво се гледа каде треба нултиот проводник да биде поврзан, еве каде треба да биде фазниот проводник поврзан. Од другата страна имаме излези кои треба да водат директно на самиот греач. Па да го поврзиме сето тоа и да видиме како изгледа. Нултиот проводник ќе го поврзиме со плава жица, додека фазниот проводник ќе го поврзиме со црна жица. Боите да ги запазиме е важно. Значи, еве го доводниот доводот. Ево го N и L. N, L. Еве да ги поврзиме и на самите клеми. Една мала проверка да видиме дали нултиот проводник излегува. Да, во ред е. Од излезот на термостатот одиме нултиот проводник на самиот греач. Еве го и фазниот проводник L, како што е на шемата, број 1, и одиме на другата страна од греачот, односно да му донесеме 220 волти на самиот греач. Еве ќе поставиме и сигнализацијата. Ќе ја поврзиме. Шипката нарочито не ја ставив за да можете и да имате прегледност подобра каква е врската. Сега ќе го исклучиме од тука за да може да ја ставиме шипката која што ќе ни регулира температурата во оваа цевка на бојлерот. Еве на кратко да видиме под напон дали ова сето ќе функционира. Еве гледате и самите дека сијаличката светнува и греачот почнува да грее. Мораме да исклучиме.